излезе дека на вистина Путин го одржа ветувањето да се завршат Олимписките игри во неделата, за да вчера донесе одлука тоа што Но ја донесе. повтори историјата 2014-2008 ми се чини беа летни 2008 во Пекинг. Да. Беа летните олимписки игри исто така беа во Пекинг и исто така дента која завршија летните олимписки игри во тој момент ја нападна Грузија, па јас имав текстови изминатиот период и ги анализиравме дека на Украина ќе се случи Грузија и се случи парирајќи дека во Грузија ги зема Јужна Осетија и Абхазија, а овдека Донецк и Луганс. На крајот излезе дека се тоа што Западот го тврдеше со месеци наназад, дури во детали во последниве недели дека нема да се избегне ескалација на судир, дека Путин ќе направи не окупација, ова е практично анексија, како што и со Крим се случи, бидејќи тој вчера донесе одлука после некаква драматична седница на Советот за безбедност која траеше со сати, директно пренесувана на телевизија, донесе одлука со декрет да признае независноста на Донецк и Луганск и уште да испрати трупи во миротворна мисија во овие региони. Интересно е дека стратегијата на Русија е кога не можеш да ја окупираш или не сакаш да окупираш една територија, да зимаш парчиња од неа. Мене ми падна многу детали во око. Прво, ја почна, може би, српскиот председател Александар Вучич пред некој ден кога го коментиравме дека во живо распиша нови избори. Вчера Путин, ако му се смеевме малку на Вучич за една, да кажеме, еден куриозитет, Путин вчера исто во живо потпиша признавање на Лугански Донецк, давајќи карт бланш или пас или дозвола на своите трупи да влезат во мировна мисија. Тие веќе влегува, тоа е постепно, но... Добро, што е право, таму имаше руски трупи, ама со други налепници на ракавите. Малите зелени... Да, сега ќе ги проведат и статор оригинални. Сега, јас би го почнал на почетокот. Значи, ние сме од синоќа практично во нова студена војна, која заврши 90-та, ние ја паметиме, јас и ти, иако не ја чувствувавме веројатно многу, но од синоќа безбедносната архитектура во светот е тотално комплетно нарушена. Ке видиме како ќе се постават сега новите безбедносни стратегии на големите, дали веќе нема да се врати времето, од денеска не е исто како што беше до Нокеска, кога се уште не беше подпишана таа. Сите предупредувања и закани за санкции претпоставам дека денеска ќе се објават. Па еве ги објавија, но мене ми падна уште еден детал. Уствари неколку детали. Прв детал дека САД воведоа санкции, но не кон Русија, него кон Донецк и Луганск. Тоа е за сега. Да. А Европска унија и Велика Британија ќе воведат санкции. Оној најавен самит Бајден и Путин е малку веројатно дека ќе се одржи, тој беше најавен како некаква сега ќе се пазариме. Да. Оно што повторно ќе кажам е дека од вчера практично светот влегува во една ковидот исчезнува, ми се чини, и сега ќе имаме нова светски фокус, а тоа е да видиме каква ќе биде идната безбедносна архитектура. Ова е нарушена. Само сакам да кажам до крај дека западните разузнавачки служби, пред се британската, која нели секогаш предначи у тие проценки, стравува дека Путин не застанува тука и стравува и најавува дека Путин планира да ја продолжи инвазијата и дека нема да запре тука. Така да ќе видиме, до сега им се обистинија тие проценки. Да бидам искрен, кога ќе се види, бидејќи Путин кога ја прогласи окупацијата, односно независноста на источните две провинции, имаше еден долг 40 минутен, не знам колку беше, можеби еден час говор со една историска експликација дека од Ленин и Сталин, од Петар Велики, Украина измислена држава, дека тоа секогаш биле руски територии, не би навлегувал, дека е тоа сега под марионетска власт. Тој сакам да кажам дека тој ако реши да тргне и натаму со тенковите... Тој обвини дека, тој рече дека, да кажеме дека источна Украина, и цела Украина е руска творевина, древна руска нели создадена од Русија, најави обвини дека Украина краде газ. Сега јас ги ставам фактографски работите. Пред малку направив јас еден текст каде што во еден дел одговорите каде што обвинува дека кога разговарал со
поране што е председател на САД Бил Клинтон и кога му понудил Русија да влезе во НАТО, тој бил одбиен и Путин смета дека НАТО во Русија гледа само непријател, не гледа сојузник и обвини дека Русија е премногу голема и влијателна за НАТО да ја приме како земја членка. Тоа се обвинување. Сакам да кажем, тоа е точен опис на ситуацијата, навистина се враќаме кон студената војна. Студена војна и нарушена безбедносна архитектура, ќе видиме што ќе се случи во наредниот период. Она што само сакам да го кажам како вест е дека руските трупи се влезени веќе во... Да, уште ноќеска. Да, влегувано сега не се знае, значи за крајот на оваа анализа. Не се знае колкав е бројот, не се знае до каде ќе одат и не се знае што се идните планови. Веќе денеска ќе ги пребројат на сателити, бидејќи... А ќе ги пребројат и денеска ќе ги видиме сите овие. Прво, како оди Сашо во меѓународна политика. Голема работа која ќе се случи, прво одат осуди, чудења, па најава за санкции, па пазар, па самити, па донаторска конференција. Тие ми се она 6 упутство како да се дојде до крај. Низ тие фази. Добро, благодарам и на двајцата, баже уште еднаш благодарам Дејан Андоновиќ уште еднаш и на тебе.